констатирам дека Каја Шукова е избран за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. Изјавувам дека функцијата ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија. Кандидат за градоначалник на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија за град Скопје ќе биде партиската потпредседателка, поранешната министерка Каја Шукова. Ви благодарам што верувате дека можам да го водам Скопје. Родена и израсната во Скопје, гимназијалка од Никола Карев, во тинеџерските години хористка, а подоцна инженерка-технолог. Каја Шукова по извесен период во приватен сектор во фирми како Пивара и Солета, професионалната кариера ја гради во Министерството за животна средина од самото формирање на институцијата. Од советничка раководителка, државна секретарка до министерка на ресорот во кој остана и по престанокот на министерската функција. Благодарам за можноста, очигледно треба да го обелувам побрзот на јавната администрација. Од лани таа е една од четворицата потпредседатели на СДСМ. Приватно, Каја Шукова е мајка на 2 деца, а слободното време го користи за прошетки со сопругот и миленичето. Ајде. Добро утро. Добро утро, како сте? Добро, како сте вие? Добро, одлично. Еве утринска прошетка. Вака ни започнува денот. Колку време чувате миленик? Па Дина е 1,5 година. Мала е уште. Мала е уште е многу пргава. Додека го снимавме интервјуто, грижата за куќето ја презеде сопругот. Ова е малото каде што јас израснав. Тука во близина е мојата семејна куќа. И ова е паркот во кој што како деца растевме. Многу се дружевме тогаш, сите бевме надвор. После училиште, после обврските кои што ги завршевме за училиште, игравме народна, игравме џамија. Дали ве собираја дома порано поради загаден воздух, поради небезбедност? Тогаш не. Градежната експанзија го изменила и Тафталиџе од детството на Шукова. Како жителка на Скопје пак, таа забележува на тоа што градот не ги испорачува сервисните услуги за кои наплаќа. Се соочуваме со недостаток на услуга за сериозно управување со отпад. Со недостаток за услуга во делот на водите, бидејќи првпат после многу години се појавува недостаток на вода во повисоките делови на Скопје. Ми пречи многу што парковите се запустени. Имаше ветување за многу нови паркови, меѓутоа и тоа што го имаме во моментот не е во солидна состојба. Значи, генерално, она што многу ми смета, дека нема услуга кон граѓаните, дека не функционираат јавните предпријатија во Скопје. Тие се главниот сервис за граѓаните. Тоа значи дека ќе мора прво да се работи на нивна реорганизација, да видиме кои се недостатоците, бидејќи граѓаните плаќаат за своите услуги и треба да добијат соодветна услуга. И додека деновиве се движи по улиците на Скопје, Шукова ја пресретнуваат билборди со незиниот лик. Ова е еден од вашите билборди? Да. Ова е прв билборд? Ова е еден од првите билборди кои што беа поставени во Скопје, да. Веројатно сте ги слушнали и вие реакциите на граѓаните, на секој избори ги има, дека пренагласени се кампањите, дека премногу се узурпира јавниот простор. Има ли потреба од толку билборди да изградат? Мислам дека секако има потреба да го пренесеме она што го планираме како визија и планови проекти за градот Скопје. Може би треба да биде во помал обем, се согласувам со граѓаните. Може би не треба да има толкава узурпација на просторот и на времето на медиумите кои што не пренесуваат. Меѓутоа секако треба да има простор каде што ќе можеме да го пренесеме она што планираме да го направиме за градот да биде поубав. Исто така, вие сте единствена жена што е кандидатка за градоначалничка на град Скопје. Иако на претходните избори слушавме од одредена партија дека на градот му треба женска рака, му треба мајка да го води, дали свесно сега СДСМ ги избегнува овие фрази? Не, ние не избегнуваме ништо свесно. Сметаме дека за секој кандидат е потребно да има карактеристики кои што ќе помогнат за да се води градот и да има способности, така квалитет, да биде компетентен. Јас сметам дека имам доволно компетенции, земајќи во предвид дека долги години работев на животната средина и комуналните дејности, тоа е она што навистина му требаат првите интервенции во градот се токму во тие области. Не сметам дека е битно дали е некој маж или жена. Сметам дека е битно што може да направи, што носи во себе и колку може да сработи за да може да биде подобар и почист градот. Шукова како административец за секојдневните потреби често користи јавен превоз. На работа одам со автобус, секако кога имаме други обврски кога ни треба возило, нормално дека одиме со автомобил,
многу често пешки, бидејќи живеам во овој дел на градот, а Партизанска е прекрасна за пешачење, особено што имаме и миленик, па знаеме многу често да отидеме и пешки. Добро го познава возниот ред и автобуските рути. Да, двојка не оди во центар, оди кај факултетите. Реформа на јавниот превоз е една од најголемите нејзини заложби во кампањата за градоначалник на Скопје. Мора да утврди приоритети. Јас велам приоритет на Скопје мора да биде јавниот превоз, кој што не може да биде веќе ваква состојба, да понудите алтернативни можности на граѓаните преку велосипедски повеќе пешачки патеки, да нема узурпација на простор. Велите не може да е јавен превоз во ваква состојба. Каква е состојбата? Ви пречи ли? Вие се Апсолутно ми пречи, заради тоа што многу често се ненавремени автобусите, се во многу лоша состојба, ве гледате што се возиме. Тоа е Мора да најдобро биде. решение во однос на јавниот превоз за Скопје. Дефинитивно БРТ-то. Мислам, тоа е проект кој што е спремен, 104 години на страна, имате проект, има обезбедени средства, значи тие се стојат во банката. Првата линија од Ѓорче Петров до аеродром можеме да ја имаме најдосна на почетокот на 28 година и тоа е одлично. Тоа ќе значи 13 км долга траса од Ѓорче Петров до аеродром, до Новолички аеродром, со нова 21 постројка и со нови 30 автобуси кои што ќе се движат на 5 до 6 минути максимум. И само на едната линија има капацитет на пренос на 65.000 граѓани во еден ден, што е исклучителна алгоритм. Паралелно додека се гради оваа линија исток-запад, ќе се направи најоптималното решение за север-југ, што значи дека и тие два дела од градот ќе се поврзат. И секако паралелно да се набавуваат секоја година нови еколошки автобуси, кои што ќе ги ранат овие две линии, разбирате, од сите делови на градот. Од Карпош до центар стигнавме за 10 минути надвор од шпицот во скопскиот сообраќај. Ова е рутата по која Каја Шукова оди на работа до Министерството за животна средина. Попатно ја пресретнуваат и символите на Скопје, како градскиот трговски центар. Какви спомени ви буди овој символ на градот и како ги толкувате оние коментари дека за џабе го гушкавте ГТЦ? Па не би рекла дека е ништо џабе. Прво да кажеме дека во времето кога се изгради ГТЦ беше еден од најмодерните објекти во градот. И јас сум многу среќна што остана инфраструктурата, односно архитектурата иста како и денот кога е изграден. Мислам дека градски трговски центар, впрочем тоа и неговото име го кажува, треба да се врати под управување на градот. Има многу простор кој што може да се даде на младите, може да се направат многу хабови, многу места каде што младите, па и возрастните можат да се дружат. Управувањето во моментов е под државата. Мислам дека тоа не е соодветно и дека треба да го вратиме на градот како еден од објектите кој што е символ за Скопје. Шукова би сакала Скопје да е и почисто и вели дека има решение. За да го промените управувањето со отпад, вие прашањето мора да го решите системски и мора да воспоставите одржлив систем за управување со отпад. Што значи одржлив? Тоа секако се поврзува и со циркуларната економија или кружна економија која што вели отпадот селектирај го, реупотреби го и што помалку депонирај финално на депонија. За сето тоа да се спроведе, ќе мора да се набават нови канти, нови контейнери, бидејќи овие во моментот се девастирани, и ќе мора да се набават и нови камиони. Секако за граѓаните, она што многу им е битно, да им дадете јасен распоред кога кој тип на отпад ќе им го собирате. Да речеме, понеделник ќе биде комуналниот отпад, во вторник ќе биде селектираниот отпад, за да знаат граѓаните и како да го изнесуваат отпадот од својот дом. Тоа се пракси од европските градови и мислам дека треба да ги спроведеме и тука. Паралелно на воспоставување на овој систем, ние мораме да го исчистиме брзо градот и мора да се справиме со дивите депонии. Моментално сметот завршува на Дрисла. Што мислите, уште колку време ќе може да функционира депонијата и каква визија имате вие за тоа? Дрисла има капацитет, не е проблем во капацитетот на Дрисла, проблем е како го третирате отпадот кој ќе го однесете во Дрисла. Таму ќе мора интервенција, особено во делот на дегасификација, бидејќи се создава метан, нормално е, работи отпадот, ќе мора да се соберат сериозно отпадните води, односно и цедокот од депонијата, бидејќи во моментот ги загадуваат и водните текови кои што се во близина, а секако и почвата. И мора да има соодветно складирање на отпадот.
Што тоа значи? Значи, вие го ставате отпадот, вие мора да го покриете со еден слој земја, потоа и со глина, и мора да направите добро компактирање, да го истиснете воздухот од отпадот, за да, бидејќи воздухот е причинител, зашто многу често ни се случува и само запалување. Така да рехабилитација на Дрисла секако, и таа е дел од системското решение кое што го планира државата. Собирањето, транспортирањето и управувањето со комуналниот отпад се важни, но не единствени точки од програмата на Каја Шукова. И таа сака модерен и убав град и вели дека не треба да бидат проблем политичките разлики на локалната со централната власт, ниту пак да се преувеличува локалниот политички надпревар. Иако се ова, нели како викаат некои комунални избори, сепак кај нас сите процеси се предимензионираат некако, па дури на претходните локални избори имавме и оставка од вашиот партиски лидер. Можат ли и овие избори без разлика на исходот да бидат пресвртница за СДСМ и каква? Ние не гледаме така на овој процес, иако да, за жал, вашата констатација дека наместо локални избори на моменти прераснуваат како да се парламентарни избори. Од минатите избори 24-та година до денешен ден ние работиме на консолидација на партијата. Беше тешко првите неколку месеци, меѓутоа како поминува времето, се поголем дел од партиските членови се враќаат во партијата и се поголем дел на граѓани ни пристапуваат и велат дека не се задоволни од она прво што го гледаат 4 години на локална власт, со која што управуваше ВМРО ДПМН и со градот Скопје, и со најголем дел од општините во градот Скопје, но и со ова што се случува и на централно ниво, година и пол од кога ја превзема и централната власт. На граѓаните им требаат решенија, брзи решенија, прво за да стане Скопје убав и модерен град, и им требаат убави решенија и добри системски решенија за да се зголеми стандардот на граѓаните, за да се зголемат платите, бидејќи тоа се основата за нормален живот на секој граѓанин во државата. Шукова, ви благодарам. Ви благодарам и на вас.